Јагуарот и бикот. Си живеел еден јагуар во планината, но често се спуштал во долината, каде што колел стока. Еднаш сретнал еден бик и почнал да размислува како најлесно да го одвои од стадото, и така тој почнал да го моли. Куме, ти си сигурно овдешен, староседелец. Дали би можел да ми кажеш во која од овие шумички живее еден млад, многу пријатен јунец? Тој ми е голем пријател, а одамна не сум го видел. О, да, мислам дека токму со него вчера бев на поилото, рече бикот. Тој сигурно и денес ќе биде таму. Ако сакаш, пријателе, јас ќе те одведам. Не, јас не можам толку да пешачам, одговори јагуарот. Многу сум гладен, а таму нема што да се подкасне. А освен тоа може и да налетам на мој непријател. А кој ти е непријател? Таму живее еден селанец. Тој е толку лош што е во состојба да убие 30 јагуари, а не мене вака сам. А таму нема никаква шумичка за да се засолнам. Бикот на тоа му одговори. Зошто толку се плашиш, куме јагуари? Треба да се плаши само оној кој е виновен, а оној што не сторил ништо лошо, зошто би требало да се плаши? А јагуарот му рече. А кој ги закле јагнињата од стадото? Трите кучиња како побесните трчаа по мене, а едното беше толку многу страшно, за малку ќе оглувев од нивното лајање. Дури кога се качив на дрвото ми дојде душата. Уф, колку сакав да скокнам од озгора и да ги заријам канџиве во вратот на тие крвопици. Но здувна, ѓаволи. Тогаш бикот рече. Куме јагуару, изгледа тебе не ти се излегува од шумичкава. Ајде, подобро е да одиме малку в поле. И јагуарот си рече сам со умот. Кумашинот не ми верува, гледа на кој начин сака да ме одведе во поле. И така јагуарот почна да го убедува бикот да појдат во шумичката, а бикот негов поле. Се разделија без договор и секој си отиде на својата страна.